Селекторот Благо Емилевски на пресконференција по завршување на надпреварот, веднаш можеме со ваши прашања. Огнен Дојчевски. Селектори што ви помогна сега да почнеме надпреварот. Стартната формација и некои играчи. Прашање? Може ли малку да објасните што очекувавте да биде поинаку и со стартната формација? Нели ве изненади Казахстан или едноставно не одговорија дел од фудбалерите на тоа што вие го планирате? Па секако дека не ме изненади, него немавме доволно број на утакмици за подетална анализа и беше планот у таа формација што почнавме да пробаме да се наметнеме на самиот надпревар, не успеавме во тоа, затоа и поменивме наметнете утакмици на првото полувреме. Само формацијски и на полувреме со некои играчи, така да второто полувреме беше онака како што требаше да биде. Мало изненадување беше дека Мијос играше на странична позиција, а Милан Ристовски во нападот некако не функционираше. Тоа се гледа дека Милан Ристовски имаше шанси, но не ги реализираше. Но Мијовски некако не беше опасен по таа странична позиција. А тоа беше природно померување на позициите, од која се одлучив да ја смениме формација. И некој ќе требаше да правам измена 15 минути. Така да толку во времето, секој треба да се стави во функција на тимот, без разлика на која позиција ќе игра. И Бојан даде се од себе, да одговори на таа позиција, нели не својствена за него, али кога е интерес на тимот, се става и он, така да немам никаква замерка за ние. Беше ти време. Селектори, што се случило со првото полувреме, не играте некој да треба? Што се случило? Влеговме малку нервозно во самиот надпревар, таа нервоза сигурно е резултатот напорот, од првиот надпревар со Белгија, отвањето од не би рекол од важноста на надпреварот, сите се важни, така да мислам дека тоа беше и најголемото причина што го малку нервозно во самиот надпревар. Првото по време мислам дека доста и дуели изгубивме и тие втори топки што се вели, но реакцијата на играчите, посебно во вториот дел, беше онаква каква што требаше да биде од самиот почеток, но имам само да честитам на моите фудбалери за сето она што го покажуваат, што го покажа во овие квалификации, па и на овие два надпревари на Белгија со Белгија и со Казахстан денеска. Така да немам никаква замерка и секој чест за секој од нив што беше дел од тимот. И тоа прашање, дали заслужите да победите? Заслужите да победите? Па со изданието во вториот дел, да. Но фудбалот е тој што е, како што е. Мислам дека и Казахстан одигра добар надпревар, како и на нашиот прв во Казахстан. Квалитетен тим, квалитетна екипа, но мислам дека беше бевме поблиску до победа денеска. Океј, идеме натаму. Јалчо Тургутов. Селекторе, пандан на вашиот последен одговор, како ја преживеавате шансата на исечение Серафима по 90+3? Имаше 3 шанси за 2 минути у прво полувреме по 2 корнери и имавме 2 удари на Ристовски и шансата на Серафима 90+4. Ние доживеаваме фудбалски инфаркт. Добро, ние 180 минути имавме како интензивни, интересни, мислам, и со Белгија и со Казахстан денеска.
природна, посебно по облекувањето на Трајковски имавме нели у тој период и 3-4 така добри шанси за гол, но за жал не ги искористивме. Ставивме малку повеќе простори позади, имаше и Казахстан можност да наказне, но тоа е фудбал, кога идеш на седни ништо, може да се деси се. Остана 1-1 и мислам дека реален на некој начин е. Тој е резултат, но ако ме прашувате кој е поблисок до победа, мислам дека Македонија ги заслужи, посебно со изданието момче да победи. Селекторе, прашањето во однос на вашата изјава мене интересира Белгија и Белгија со само 3 гола против Казахстан, што ви рекла сега после направата. Би го повторил мојот одговор, дека сета наша концентрација и фокус беше на нашата натпревар со Казахстан и тоа ни беше најважно, што ќе се случуваше у Велс малку битно, така да пак ќе повторим мојот одговор. Дали може би со оваа изјава делуваше може би малку процедурачки кон Казахстан или само конкретно кон бевте насочени кон победа на нашата национална? Напротив, ја го почитам Казахстан, не знам од која причина е тоа прашање. За да одговорам дека не ме интересира Белгија и Велс, значи го почитам Казахстан. Така Не разбирам. апсолутно така. Дали како ви се чинеше настапот на голманот на Казахстан вечерва, дали мислите дека тој беше може би виновник за тоа што Македонија не победи? Имаше одлични 3-4 реакции кои спаси чисти голови. Така да мислам дека и играш на прва. Никола Кировски. Селекторе, после ребито со Белгија некако јавноста очекуваше дека може би премногу лесно ќе го добиеме Казахстан за тоа што се создаде некоја еуфорија. Не верувам дека вие така мислите, меѓутоа дали дел од фудбалерите може би помислија дека ете така кога ќе излезат на терен полесно ќе го добиеме Казахстан. Со оглед дека во првото полувреме некако повеќе чекаа Казахстан да сгреши отколку што ние направивме нешто. Не би рекол, познавајќи ги момците, дека го проценеле Казахстан и дека мислеа дека ќе биде лесно. Напротив, познавајќи ги нив и целиот фокус што го има пред натпреварот, у ниеден случај не е дошло до оценување од ниеден од нив, но понекогаш кога замрнати емоциите и емоционалноста нели испразнати после таков натпревар против Белгија, секако ти треба малку време за рестарт на самиот натпревар, но реакцијата пати повторно во вториот дел направи задоволени и има се тоа почит и честитки до тоа. Се чини дека може би Бојан Илиевски кај нас делуваше најдобро, може би затоа што беше поодморен од другите, затоа што не го играше првиот натпревар пред суспензија. Некако другите немаа свежина како што треба. Пробавме да освежиме на некои позиции каде што можеме да освежиме, нели со Бојан Илиевски, Исни Калини, Милан Ристовски во нападот и Дарко Велковски како стопер, нели? Може да се каже дека беа на некој начин и посвежи, но кога сме у 2 дена или 2 цели дена немате за рекуперација и одмор после таков натпревар, не мора да значи дека и натпреварот со Белгија беше тако како што беше и со Хрватска, него и да не беше тој натпревар со Белгија да биде ајде со некој
слаб противник на Белгија, пак немате доволно време за рекуперација и од таа страна можам само пак да честитам и да сум задоволен од сето она што го покажа момците и на денешната. Саша. Тоа е две кратки прашања од колешката. Што сметате дека се сменило во играта на Казахстан во првиот меч во Астана? Дали видовте некоја сериозна разлика на теренот во однос на тимот таму или тимот што вечер да настапи? Второто прашање е во однос на поофанзивната формација на Македонија во второто полувреме. Кој е вашите совети? Разликата секако формацијски да, се разликуваше доста. Казахстан во Казахстан и Казахстан во Скопје. Играчите, мислам дека 90% се тие истите. Фудбал негуваат, знаеме дека негуваат агресивен, динамичен, со доста движење, брз фудбал. Од таа страна не изненадија, пак и повторам реакцијата наша или влезот го надпреварот не беше на посекуваното ниво, посебно во таа агресивност, што резултираше за такво издание на Казахстан во првиот дел. За разлика од тоа, на полувремето направивме одредени корекции, измени и мислам дека Македонија беше доминантна во секој поглед од вториот дел. Колегата надолу. Како би го коментирале за резултатот на Велс и Белгија и какви се нашите очекувања во последната утакмица со Велс? Како би го коментирал? Стварно не знам. Што да ги говорам за кога ќе победи еден тим у гости против тим како што е Велс 2-4. Значи треба да биде квалитетен, да подобар од нив. Тој истиот противник се сочивме пред придена. Беше исто доминантен на нашиот напор, но не со некои 100% шанси за гол. Мислам дека за мене беше очекувано. Очекував искрено да победи Белгија. Што би значило тоа за нас? Македонија се уште си го живее сонот, дали преку овие квалификации, дали преку обезбеден веќе бараш втор пат поред во нашата историја. Играм плей-оф за светско првенство. Сонот е уште тука и сите овие надпревари веќе мислам 14 поред официјално. Се подготовка за оно што не следи во март. Остана уште една надпревар да одиграме во Кардиф, каде што ќе отидеме да уживаме во фудбалот, да уживаме надпреварот и ќе видиме што ќе ни донесе на крај. Ја би честитали со Хвала. Селекторе, сакав да прашам, иако во меѓувреме одговоривте пред да се пријавам, сакав да ве прашам што би им порачале на овие македонски навивачи, на оваа македонска фудбалска публика која што дојде денеска го наполни градски стадион. Кажавте го живееме се уште сонот, но ете, да не остане непрашано прашањето. Искрена благодарност за сите навивачи кои беа на стадионот денеска, за начинот на кој што не бодрат. Искрено полно ми срцето да против тим кој што е Казахстан, да го наполниме градски. Значи, препознава нашата публика, која видите како се развива во фудбал, препознава квалитет, препознава сериозност, препознава посветеност, професионалност да не зборам. И ја може да ветам само дека додека со овие момци тука,
секогаш ќе гледаат, да продават спојки од својот максимум кога и да дојдат да настапуваат за Македонија. Благодарам. И последно прашање од Александар Новаковски. Селекторе, дел од играчите делува разочарно на крајот на мечот. Веројатно и тие, затоа што рековте, може да сметаа дека се на фудбалското табело на паѓа до после немаат шанса да се размножеше тука за особена драма. Вас сме видели по-намутен, би рекол на претходните изданија, по-сериозен, ајде да кажем. Сега сте малку како по-опуштен. Како го толкувате сето ова, би рекол, расположение после мечот? Дали е тоа продукт на задоволство, на незадоволство, на нешто незаречено? Кога ги видам момците дека се разочарани, за мене е позитивно. Значи дека вредат, значи дека работат нешто квалитетно и кога некој очекува нешто од вас, значи сте способни да им го пружите тоа. Овие фудбалери, 14 надпревари официјални, се без порез. Овие фудбалери за 14 официјални надпревари имаат примерно само 5 гол. И кога ќе видам разочарани, значи е тоа квалитет. Затоа сум денеска ваков, затоа што сум задоволен од тоа што го гледам кај нив. Благодарам за вашето присуство. Како може од 2 метра да не го погоди гол? Од 2 метра. Да го погоди од 25. Ама ќе умре, не.